ВМРО-ДПМН е за членство во НАТО било од основањето до денес. И сметаме дека е добро државата да стане членка на НАТО. Но во исто време, ВМРО-ДПМН смета дека Преспанскиот договор, начинот на кој што беше преговаран, начинот на кој што беше потпишан и неговата имплементација по тоа не ги прифаќа, се против тоа, сметаме дека е лош договор, дека е капитулански договор и ние позади таа позиција стоиме. Така што го одвојувам едното од другото. Едно е ние да зборуваме да се прекрсти армијата, од армија на Република Македонија во нешто друго, а друго е дали државата да стане членка во НАТО, апсолутно треба да стане членка на НАТО. Да, ама која држава? Тоа е прашањето. Требаше да предложите предлог закон. Тој предлог закон немаше да биде предлог закон за прием на Република Македонија во НАТО. Ние во моментов се соочуваме со штетата која што ја направи Заев и Димитров со тоа што потпишаа договор како што потпишаа. Тој договор е реалност. Тоа е факт, им се случува на сите и би биле неискрени ако кажеме дека не е реалност, но никој не може да бара од ВМРО-ДПМН да е дел од имплементацијата на тој договор или дел од промена на името на државата, нити беше, нити ќе биде. Знаете дека логото на вашата партија, името, например, во ИПП е под новото име. Пишува Republic of North Macedonia, Јас знам дека и уставот се промени, и сите знаеме како се промени, со каков притисок и како тоа се направи. Тоа е тоа што го имаме како наследство од Заев и од Димитров и од целата таа екипа таму. Тие се обидуваме во иднина да ги ублажуваме последиците. Има два начини да се направи тоа. Првото е да освоиме двотретинско мнозинство на овие избори, за да можеме да пристапиме кон промена на уставот и да го вратиме старото име. Доколку граѓаните не ни дадат толкава поддршка, тогаш треба да направиме една брза серија на реформи, да ја ставиме Македонија практично на брза трака, да пробаме, еве да не давам рокови, но во скоро време да станеме членка на Европската унија и кога ќе сме на иста маса со Грција да пробаме да ги именуваме работите. Значи ние и како генерација политичари, но и како партија не се откажуваме од битката против Преспанскиот договор, затоа што тој нанесе штета на Македонија. Но знаете дека без него немаше воопшто да се отворат овие процеси, на пример, процесот за прием во НАТО. Сме го дискутирале во ова студио во еден друг формат договорот. Вие едно е да направите договор, друго е каков договор ќе направите. Сите кои што се разумни беа свесни дека нешто треба да се направи со Грција, но никој, вклучувајќи го и Заев до пред неколку месеци пред да подпише договорот, не велеше дека треба да се промени уставот, па самиот тој нели се колнеше во жицата и како беше на веќе станува пародично и смешно, дека на крај памет не му паѓа да го промени уставот, па после тоа излезе со промена на устав. Така што не можете да оправдате лош договор со потребата од договорот. Едно е да има потреба, друго е вие да го направите тоа лошо. Во услови во кои што беше склучен тој договор, кога од грчка страна имаше преку 60 експерти кои што преговараа, од наша никој на крај еден се вклучи во финалето, претпоставувам дека таа е реалноста. Јас сум спомнал и во ова студио, да им дајавме празен лист хартија на грците, им кажевме напишете што сакате, веројатно ќе напишеа полош договор од овој што го добија, можеби ќе им беше непријатно толку многу работи ја добија.